Така сега, значи како превземена обврска од страна на фондот се некаде околу 15 милиони евра, од 915 милиони денари. До сега се некаде околу по последната пресметка што ја видовме што треба да дојдат да се предаде на ревизорите некаде околу 300 рати. Тоа во компании точно не можам да ви кажам, затоа што некој може да има и 2 рати, некој да има 15 милиони евра кои тоа е треба за да ги превземена исплати обврска фондот. за цело време траење на проектот. Значи тоа има проекти што ќе завршат во декември 26 година, да речеме. Значи и тие се пресметани како превземена обврска под договори до овој момент. Имате ли визија како ќе ги платите со оглед дека се реорганизирате на некој начин и се знае судбината на фондот? На крајот на денот обврските како што и убавините обврските некој треба да ги превземе, треба да продолжат да се вакво. Сега јас верувам дека тој долг може и ќе се намали со оглед на тоа дека многу компании нема више кој да им го штити грбот, па по автоматизам пред една недела имаме 17 нови компании кои им раскина договор што ќе треба сите средства да ги вратат во државниот буџет. Можни ли се тужби да плаќаат граѓаните и пенали плюс на овие неисплатени 15 милиони евро кон тие компании? Како не извинете не? Дали се можни тужби? Значи какви се договорите со тие компании? Дали може да плаќаме секако, значи исто како и ние што можеме и они можат нас. Нормално е тоа. Ние гледаме да не дојдеме до таа ситуација. Значи пак ќе кажам, одиме од најстарите рати да ги исплатиме, мораме порека, не можеме прекурет и ајде и да биде прекурет, ама јас лично ги проверувам компаниите пред да биде пуштена, затоа што има вчера добив ја ќе го кажам дека добив еден повик да прашаат за неколку компании, сите 4 компании се со еден доставен извештај, вториот не му се одобрува, трети, четврти квартал не му се ни доставени како извештај, макар и празни. Значи он касне со роковите по автоматизам, веќе он ги нарушува и обврските према фондот. Ние ги тераме компаниите цело време, зашто ние друг проблем што се јави во текот на 2024 година беше објавен тендер за мониторинг и евалуација, тој беше исполнет до јуни тековната година. Со последниот договор кој беше направен во август месец се завршија сите што беа до тогаш доспеани извештаи, квартални извештаи. И ние до ден денеска уште не, односно веќе е у фаза на одобрување, односно на одлука за избор на нови ревизорски компании кои ќе го продолжат мониторингот и евалуацијата на компаниите. Рачунете дека ние 6 месеци немавме ни компании кој да изврши мониторинг и евалуацијата затоа што немавме средства. Во иста година не можеме 2 пати да пуштаме исти тендер. Значи се има процедури и ние на компаниите, мислам дека на компаниите сите што побарале информација, им била дадена информацијата од наша страна во однос на тој дел. И они друг проблем што се јавува е што голем дел од компаниите не ги разбираат процедурите што се однесуваат на работата во фондот.